Добре дојдовте во петочното издание на регионалните вести. 8 мај се одбележува како Светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Овој ден представува можност да се истакнат вредностите на оние кои се најзаслужни за постоењето на Црвениот крст, волонтерите. 70 години Црвениот крст на Република Македонија успешно функционира како хуманитарна волонтерска организација, работејќи на планот на обезбедување помош и услуги на ранливото население, како и промовирање на меѓународното хуманитарно право и хумани вредности. Денешниот ден се одбележува како Светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, додека од 8 до 15 мај е недела на Црвениот крст на Република Македонија. Овој ден се слави во целиот свет, исто така и во Република Македонија, па и во сите општински организации како што е во нашата општина. Повеќе се посветува внимание на волонтерите, поради тоа што се поклапа сега и 70 години прослава на постоењето на општинската организација на Црвен крст и Црвен крст на Република Македонија и Светскиот ден, и затоа централната манифестација ќе се одржи во Скопје. 8 мај представува исклучителна можност да се оддаде признание на извонредната хуманитарна работа, која ја прават милиони посветени професионалци и волонтери ширум светот секој ден и да се истакнат вредностите и заслугите на оние кои што се најзаслужни за постоењето на Црвениот крст, волонтерите. Сите активности што се однесуваат во општинските организации во цела Република Македонија и се реализираат сите програмски активности во основа на ангажманот и ангажирањето на волонтерите во општинската организација на Црвен крст. Ние веќе 15 години во Република Македонија, па и во општинската организација подготвуваме по 30 младинци од следните училишта во општината, 30 значи на албанска настава и 30 на македонска настава. Солидарноста и хуманоста се одлики на повеќето тетовски средношколци. Во своите идеи младите волонтери ги поддржува општинската организација на Црвениот крст Тетово. Подготвуваме кадар волонтери за општинските организации перманентно 15 години. Тие се што редовно ги обучуваме за изработка на мали проекти, како треба да се помага на тие кои што имаат потреба од помош. Тие се однесуваат за мали, мини проекти кои што се знае колку е капацитетот на еден ученик во средното училиште, колку финансиски средства располагат, и со нивниот ангажман, активности, они си избират сам која личност, која институција ќе го помагат, а општинската организација на Црвен крст Тетово само ги поддржува нивните идеи, нивните активности. Број кои што се активни има повеќе, ама 300 веќе ги имамо активни членови кои што се редовно ангажирани. Се уклучуваат и повремени, меѓутоа 300 се активни. Александар Тофиловски и Чедомир Костовски се волонтери, дел од проектот на Црвениот крст промоција на хумани вредности. Заеднички тие создадоа еден проект меморијален маратон за прерано починатиот наш сограѓанин Перо. Утре, освен маратонот, во негова чест ќе се одржи надпревар во одбојка и забава. Дел од собраните средства ќе бидат донирани во тетовските градинки, со што на децата ќе им бидат подарени средства за орална хигиена. Јас сум Александар Тофиловски, учам во ССО Моша Пијаде и волонтирам во Црвениот крст. Овој проект се прави да се искаже почит кон веќе починатиот Перо. Ова ќе биде меморијален проект кој се состои од 3 дела. Првиот дел ќе биде маратон, кој се трча од маркетот Кипер до Тоскајден, Лагоа Тоскајден, каде што живееше он. Вториот дел е забава со Friends Band во Republic клуб, со неговите најомилени песни, да уживаме како он што уживаше во нив, и кога ќе слушнеме таа песна да се потсетиме на него, да ја знаеме кога мислиме на тој човек, тој не е навистина мртов и ќе биде вечен. Третиот дел е одбојката, неговата страст, неговото хоби. Знаеме кога тренирал одбојка, ќе се игра надпревар, ќе се одигра надпревар
во негова чест. Собраните средства од овој проект ќе одат во секоја градинка, за секое дете да добие пакетче за орална хигиена и да се реновира детската стоматолошка клиника, затоа што Перо завршил стоматолошки факултет и бил стоматолог. Јас сум Чедомир Костовски, сум студент на Финки. Активно волонтирам во Црвениот крст 3 години. За ова година да бидам ментор и да ги подпомагам младите волонтери кои волонтираат во рамките на проектот Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Оваа година ментор сум на 2 проекти кои ги изработува Александар Тофиловски. Првиот беше хуманитарен турнир во мал фудбал. Овој проект е меморијална крос трка која ќе се прави во чест на неодамна починатиот Перо. Целта на оваа трка е да се истрча таа крос трка како што самиот тој истрча низ неговиот живот кој кратко траеше. Оваа трка да остане меморијална, да се одржува секоја година, за да не се заборави ликот на Перо. Црвениот крст на Република Македонија е формиран на 17 март 1945 година, а како самостојна невладина организација делува од 21 мај 1992 година. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Во Гостивар одбележан Денот на Европа 9 мај. На прием во општината беа амбасадорите од Вишеградската група и вице-конзулот на Грција. Во основното училиште Исмаил Чемаил се организираше свеченост. Со повеќе активности во друштво на амбасадорите од Вишеградската група и вице-конзулот на Грција, во Гостивар беше одбележан Денот на Европа 9 мај. Амбасадорите најпрво беа во посета на општината, каде имаа прием кај гостиварскиот градоначалник. Потоа беа дел од манифестацијата по повод Европскиот празник што се организираше во основното училиште Исмаил Кемали. Во своите обраќања порачаа дека ќе се залагаат за зголемување на соработката на ЕУ со земјите од Западен Балкан и со Македонија. Денес овде во Гостивар заеднички го прославуваме Денот на Европа во убава и пријатна атмосфера. Ова немаше да биде можно без гостопримството на домаќините, на што сме искрено благодарни. Градоначалникот Бејта потенцираше дека Гостивар е град во кој се негува толеранција без дискриминација, како и во земјите членки на ЕУ. Драги ученици, како што ви пренеле вашите наставници, вие знаете дека 9 мај е денот што ги зближува разни народи од Европа, значи денот каде што потикнува и формирањето на Европската унија. Примерот на општина Гостивар треба да го следат и другите градови и другите општини и целата држава. Значи, ако заеднички да живееме како албанци, македонци, турци, роми и други, тогаш многу побрзо ќе се приближиме и ќе станеме дел од Европската унија. На свеченоста за одбележување на 9 мај преку цртежи, графити и музички творби, учениците и наставниците ги промовираа особеностите на земјите од Вишеградската група. На пригоден начин, со свечен собир и положување цвеќе, во Гостивар беше одбележан Денот на победата над фашизмот 9 мај. Настанот го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци. Да престане сквернавењето на спомениците од народно-ослободителната борба затоа што никој не може да ја избрише историјата. Ова беше пораката од денешното чествување на Денот на победата над фашизмот 9 мај, што во Гостивар го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци. Ако некој мисли дека со скрнавењето на спомениците ќе ги прикрие зверствата на фашистичките, германски, бугарски
италијански војски и балистичките формации. Низ цела Македонија многу се лаже. Со ништо не може да се избришат крвавите траги на многуте загинати во директните судари со непријателот, по затворите и заседите низ целата територија на напатена Македонија. На собирот пред споменикот на паднатите борци во градскиот парк присуствуваа членови на боречката организација, представници на политички партии, на здруженија и ученици. Со едноминутно молчење се одаде почит на оние кои го положиле животот за слободна Македонија. Да се подсетиме на првите октомвриски истрели 1941 во Прилеп и Куманово, со кои се означени почетокот на крајот на повеќе вековното робство и прогласувањето на Демократска федерална Македонија на првото заседание на АСНО во манастирот Свети Прокоп Пчински на 2 август 1944 година. Да се посетиме на формирањето на главниот штаб на Народно-освободителната војска и партизанските одреди на Македонија, на февруарскиот поход, борбите на Богомила, пролетната офанзива 1944 година, на масакрите и жртвите од повеќе кратните окупатори во Македонија, германски, италијански и бугарски. Одбележувањето на 9 мај заврши со положување цвеќе. Пред споменикот букети цвеќе положија представници на Сојузот на борци од Гостивар, ВМРО ДПМНЕ, СДСМ, Народна партија и Средното економско училиште во Гостивар. Гостиварци по втор пат имаа можност да ја погледнат изложбата на традиционални народни носи во минијатура. Преку автентичните носи од гостиварскиот и реканскиот крај се потсетија на подзаборавените традиции. Куклите во минијатурни народни носи ги воодушевија гостиварци од сите генерации, ги потсетија на традицијата и обичаите. Изложбата на носиите од гостиварско-реканскиот крај беше отворена синоќа во Центарот за култура Асном, во организација на Сдруженијето Културен бран. Овие 2 дена е изложбата на проектот што беше поддржан од Министерството за култура во 2014 година, тоа е носите на полошкиот крај на Западна Македонија, каде што е представена нашата традиција, културата и обичаите. Тие се изработени на минијатурна кукла, каде што макотрпно се работи на нив и е целта на ова поднебје да се задржи, значи, она што е наше, што е вредно и што не сме да се изгуби. Ние само сакаме да докажуваме дека како институција секогаш сме отворени за промоција на сите категории на уметност. Во нашите простори вече во минијатура ќе се презентира косимографијата од гостиварскиот крај, односно мавровски, рекански, полошки. На изработка на минијатурните народни носи вредно и посветено неколку месеци работеле 4 гостиварки: Валентина Тасеска, Јулијана Николич, Билјана Кузмановска и Лидија Новаковска. Секоја била задолжена за автентичен изглед на одреден дел на носиите, детали, накит, орнаментика и слично. Работната површина е многу помала во однос на реалната големина, односно човечка големина, и затоа јас се трудев колку што можам автентично да се доловам геометриската орнаментика и цветните мотиви кои што се слушност и главните мотиви на нашата македонска народна носија. При самата изработка се чувствував многу задоволно, иако работата беше доста макотрпна, изискуваше повеќе време, концентрација, трпение, но сепак се заврши се во најдобар ред. Беа изработени 12 стаклењаци, во нив се изработени сите полошки носи и дел од мијачките носи, односно галичката, битушката и горнореканската. Додека од полошките носи се изработени сите 4 вида на носи, односно секојдневната, моминската, женската и невестинската носија. Изложбата на кукли во народни носи ја погледна и околу 500 ученици во организирани групни посети. Истата ќе се најде и пред скопската публика во Кинотека на Македонија на 14 мај. Утре во ресторанот во Лешочкиот манастир ќе се избира вешта жена на Македонија за 2015 година. На републичката манифестација ќе учествуваат 20 надпреварувачки од градовите од Македонија и победничката од Швајцарија.
која ќе биде дамата што ќе ја понесе титулата Вешта жена на Македонија за 2015 година ќе се знае во сабота. И годинешното издание на републичката манифестација Вешта жена веќе традиционално ќе се одржи во Лешочкиот манастир. Денес највештите жени на 20 градови низ Македонија и победничката од Швајцарија пристигнаа во Лешок и започнаа со подготовка на надпреварувачките маси. Јас сум од градот Струмица, ја представувам градот Струмица и се надпреварувам во категорија Гран При, ама за сребрен медал. Ние имаме кафе бар во Струмица и седам си пијам кафе и ја гледам светлосната реклама на Тифани, на поедок кај Тифани од филмот и ми блесна звездичката во главата, викам таа ќе е темата. Отидов дома, отворам интернет и наоѓам за неја, за самиот филм. Во што се состои главното јадење, а во што десертот? Па десертот, да ви кажам, на таквите манифестација најмногу одговара да биде чоколадна торта, бидејќи идеме од Струмица, патот не е баш близок, многу треба да паземе во што ќе се состои тортата, да не ти падне, да не се распадне. Значи чоколадната торта најмногу одговара на таа манифестација, за да одржи. Главното јадење ми се одржи од обично месо, моето главно јадење, месото ми се вика бајадера месо и додаток за предјадење имам солена торта, ама тоа ќе биде се во вид на торта. Како што е оваа торта, значи ќе биде и главното јадење како тортата. Главното, значи на масата во прв план ќе ми биде појадокот, затоа што нели темата е појадокот кај Тифани и имам припремено тука кроасана, имам филџан за кафе, значи шекер и тука, значи тоа ми е главното, значи затоа се вика и темата, значи поедот кај Тифани. Од година в година жените се се покреативни, сметаат членките на жирито кои секогаш имаат тешка задача при одлуката која жена да го понесе епитетот на највешта. Јас сум Радмила Петрова, доаѓам од Битола. Иначе вешта жена веќе 20 на години се такмичив и јас пред известен период, кажем помлада, дури бев од 97 година. После тоа станав член на жири за општински надпревар по градови, а сега сум веќе неколку години, 10 години во републички надпревар, во член во жирито. Какви се вашите искуства со вешта жена? Ете, дали нешто се променило од минатото до сега? Какви се инспирациите, идеите на жените? Па, многу голем напредок има, особено за овие млади жени кои се надпреваруваат сега. Просто сум зачудена, меѓутоа ово се преточени прехранбени продукти во права уметничка дела. И сами видовте предходно учесничка на надпреваро нашата Магдалена од Струмица, што чуда ствара, оди понапред по еден чекор, два чекори, веќе таа стасува веќе до сребрен медал. Преминала многу такмичења и многу пати сме гледали на телевизија, а и овде и заприметуваме стварно голем напредок кај неа. Освен за изработка на своите дела, вештите жени денот го искористија и за дружење и прошетка. Тие ја посетија живинарската фарма Везе Шари во Требош. Инаку утре со почеток во 11 часот во ресторанот во Лешочкиот манастир ќе започне и официјалниот дел кога публиката ќе има можност да ги погледне и оцени масите на надпреварувачките. Вообичаено републичката манифестација Вешта жена е настан кој освен уживање и восхитување од изгледот на безпрекорно подготвените јадења и креативно сервираните маси, нуди и богата културно-уметничка програма и голем број изненадувања. Манифестацијата и овој пат ќе ја води Ирена Спировска, а за музичкиот дел задолжени се Маестро бенд. Викендов на стрелиштето Ерепино ќе се изврши пробно испокување со оружје од физички и правни лица.
Утре и задутре на стрелиштето Еребино ќе биде организирано, односно ќе се изврши пробно испокување со оружје, кои легално го поседуваат физички правни лица, а кои веќе аплицирале за замена на старите со нови дозволи за поседување на оружјето. Пробното испокување овие 2 дена ќе се реализира од 8 до 15 часот, со непосредно учество и координација на полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово. Ваквото испокување подолго време се практикува во Полошкиот регион и представува законски предвидена обврска, но оние кои располагаат со оружје и треба да ги заменат соодветните дозволи. Центарот за јавно здравје Тетово во месеците мај-јуни ќе врши дератизација на шахтите во Тетово. Екипите ќе работат во раните утрински часови на фреквентните улици, а во текот на денот на помалку фреквентните улици. Почнувајќи од 6 овој месец па до крајот на наредниот месец, Центарот за јавно здравје Тетово ќе врши дератизација на шахтите во Тетово. Екипите на Центарот ќе работат на терен во зависност од временските прилики, и тоа во раните утрински часови низ централното градско јадро и во текот на работниот ден во помалку фреквентните улици. Центарот за јавно здравје Тетово ја спроведува дератизацијата во договор со локалната самоуправа на Тетово, а со цел да се намали бројот на штетните глодари. Во рамки на дератизацијата ќе бидат преземени мерки и постапки за уништување на гнездата на глувци и стаорци, кои се потенцијални преносители на заразни болести, а исто така предизвикуваат и материјални штети. Гумени бомбони за полицајците во замена за нивните гумени куршуми. Вака демонстрантите во Скопје го почнаа својот трет протест на кој го изразија својот револт за убиството на Мартин Нишковски и полициската бруталност. Тие синоќа повторно не успеа протестот да го одржат пред владата, ниту пред јавното обвинителство, бидејќи беа спречени од страна на полицијата. Повиците за оставка на премиерот Никола Груевски и министерката Гордана Јанкуловска ги упатија од пред собранието. Додека траеше протестот, група од момчиња со качулки и фантомки на главата се обидоа да направат инцидент, но демонстрантите ги спречија и ги избркаа. Од Сдруженијето на новинарите на Македонија денеска најостро го осудија насилството врз новинарите од полицијата и од насилните демонстранти во Скопје. Насилството против новинарите е неприфатливо, како што наведуваат од ЗНМ, и тоа представува директен напад врз слободата на медиумите и правото на јавноста да се информира за настани од јавен интерес. Од Сдруженијето порачуваат дека поразително е за македонската демократија кога полицијата тепа новинари на протести, наместо да им обезбеди услови за непречена работа. Според ЗНМ да се истура граѓанското незадоволство на протести врз новинарите е чин на кукавичлук и примитивизам. Тие бараат од МВР, обвинителството и судовите да ги открие и казнува насилниците. Од ЗНМ нагласуваат и дека ако брзо не се расветлат нападите во јавноста ќе се создаде сомнеш дека институциите свесно толерираат насилство против новинари. Централниот одбор на Дом по разгледувањето на актуелната политичка ситуација донесе одлука за излегување на партијата од владината коалиција предводена од ВМРО ДПМНЕ. Со овој чекор, како што наведуваат, партијата ќе помогне во разрешување на длабоката политичка криза која е закана за стабилноста на Македонија. Председателот на Србија Томислав Николич изјави дека не е можна изградба на гасоводот Турски тек преку територијата на Србија и оти Белград нема намера да добива гас од тој правец. Николич за руската агенција Интерфакс изјави дека Србија не се согласува со санкциите на Европската унија против Русија, но оти во моментот кога ќе стане членка, таа ќе биде обврзана да ја следи заедничката политика на унијата. Основен услов за влегување на Србија во Европската унија е решавање на прашањето на Косово, а не развојот на соработката со Русија, изјави Николич. Британската конзервативна влада на премиерот Дейвид Камерон е на пат да остане на власт во наредните 5 години по изненадувачки добрите резултати на вчерашните избори. Излезните анкети предвидуваат дека конзервативната партија добила 316 од 650 места во долниот дом на парламентот. Тоа на Камерон му дава неколку можности да формира коалиција во која ќе бидат вклучени и сегашните партнери либерал-демократите. Победата на Камерон ќе значи дека Британија ќе се соочи со историски референдум до крајот на 2017 година за тоа дали да остане во Европската унија или не.
Лидерите и граѓани низ Европа денеска ја одбележуваат 70 годишнината од пораздот на нацистичка Германија во Втората светска војна. Во Париз булеварот Шанзелизе беше затворен за сообраќај за да се направи пат до Триумфалната порта, каде се наоѓа гробот на незнаениот јунак. Американскиот државен секретар Џон Кери и францускиот министер за надворешни работи Лорен Фабиус положија венец на гробот. Во Германија представници на власта се собраа во парламентот во Берлин на едночасовна комеморација. Во Полска, каде започна војната во 1939 година, председателот Бронислав Комаровски го одбележа денот заедно со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, председателот на Украина Петро Порошенко и лидери на други централноевропски земји. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност и малку посвежо со пат на температурите. Утренските температури се движеа од 7 до 16 степени, а дневните од 19 до 27 степени. Утре предпладне не очекува умерено облачно време, а попладне ќе има врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 8 до 17, а дневните од 11 до 23 степени. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на регионалните вести. Имајте убав викенд. Пријатно!